размисла околу овој проблем кој што... Знаете ли во каков страв живеат тие луѓе во Егуновци? Во Жилчи, во Ратеа. Еден пратеник на СДСМ пред 2 дена ми рече дека било партиски маркетинг што сум бил во униформа. Мала дигресија од тоа што сакам да го зборувам. Така се сложам дека е партиски маркетинг. Мислите дека може да се облече униформа и да се загине во име на една држава како партиски маркетинг? Ево, тука ја прашувам, кога ќе имате можност да ми реплицирате, не сакам да ви именувам, добро се сеќавате. Јас само сакам да ви кажам, вие мене обвинете ме за партиски маркетинг. Меѓутоа, одете да ги прашате луѓето во Егуновце, во Жилчи, во Ратеа, како име, дење и ноќе, дали спијат мирно и што викаат ако се повлече македонската полиција, ќе се случи со нив. Бидејќи војската ја повлековме. Некој ги повлече тенковите. Ако некој сака единство, тоа сум јас. Ако некој сака со вас да се здружи, повторно сум јас. Ја немам ништо против вас. Меѓутоа, вие не можете, нити вашиот лидер, нити никој од вас да не обвинувате нас за тоа дека сме за војна или против, или не знам, за неединство, затоа што не ви одговара на што ние го правиме. Да се вратам на 94-та година. Тетовски универзитет. Македонската јавност не знае некои работи. Некои работи од страна на журналистите, во наводници, новинарите, не се пренесуваат какви што се. Тоа е затоа што е целото македонско новинарство платено, подплатено, купено, препродадено. Знаете ли колку јас сум денеска загрижен со тоа што може би утре во Старт или во Зум или во утренски вестник ќе ме анализираат уредниците. Со тоа што ќе ги обвинам, ни најмалку, затоа што нема ништо да остане утре од Македонија. Во таа насока да размислувате. А Тетовскиот универзитет од 94-та година, македонскиот народ нема шанса да дознае дека сега со овој договор треба да се легализира. Тетовскиот универзитет не може да се сетам дека ВМРО ДПМН го отвори или пак владееше. И затоа вашите ретори способни од типот на Никола Поповски или можеби Шекеринска, ме интересира како ќе успеат да ја убедат македонската јавност или вашите новинарски пера купени дека ние сме умешани во информирањето на тој универзитет. Тоа сакам да го видам. А мене излезете пуздар направете ме на говорници. И убедете ме исто така дека јас сум и предавник, и идиот, ама дека не сте дале 150.000 државјанства за да владеете. 150.000 души кои што денеска пукаат на нас и кои што денеска не знаат македонски да зборат, туку српски разговарат кога ги малтретираат македонците, само затоа што се дојдени од Косово. Тоа ако ме убедите, ништо друго не ми е важно. Не ми е важно и дали ќе се занимавам со политика, и дали ќе ми има тука, и дали ќе имам можност со некој од вас да дискутирам. Оти нема многу да ми недостасувате. 97 година. Тетово и гостила албански знамења, кои што сеќам ВМРО ДПМН се уште беше во опозиција. Ова се 3 години за кои што зборувам, кои што ги нарекувам години на наше опозиционо владење, меѓутоа години прилично значајни за подготовка и поставување на подлога на она што денеска се случува. Оти македонската армија во февруари не можеше да врати со хеликоптери затоа што ги немаше. 97 година не можеше да возврати со тенкови кога беше напаѓана полицијата во Гостивар затоа што ги немаше. Значи, во едно логичко докажување и представување на нештата, јас сакам да зборувам за тоа што има, од што до што доаѓаме, да не ги заборавиме нештата.
Не може мене никој да ми каже денеска дека во Танушевци во февруари настана проблемот и кризата затоа што тогаш им текна на албанците или шиптарите, како сакате. Тоа е подготвувано. Правени се проби, тестови. 97 година беше тест. Тој тест го имате, го имате во вид на албански знамења истакнати пред општините, кои што заврши како што завршија во затвор некои луѓе. Градоначелниците на Гостивар и Тетово, Бранко Црвенковски интервенираше, ги затвори. Меѓутоа во таа иста година, што морам да го кажам, ние, македонските студенти, подсетивме до што ќе дое. Имаше двомесечни протести против законот за педагошки факултет на господинот Бранко Црвенковски во договор со неговите коалициони партнери ПДБ, кој што беше вовет во она што денеска го имаме. Никој не може да ми каже дека еден парцијален закон не е логички предвестник на она што денеска треба ние со овој рамковен договор да го дефинираме, а тоа е да го прогласиме Тетовскиот универзитет за државен универзитет. Пробите беа успешни. Еве до што дојдовме денеска. И не може тој господин да излезе и да не предизвикува и да не прозива и да не става на тапет како предавници, како одговорни, затоа што тој го даде тој закон. Господинот Никола Поповски мислам дека не гласаше за тој закон во тоа време.